Приказните на баба Солунка. Дечиња, тишина. Уште една приказна од баба Солунка. На нероден Петко капа му кројат. Си биле мајка и татко и еден син и снаа. Арно, ама синов отиде на печалба. Остана свекорот со снаата и со жена му. И кога невестава била бремена, и рекле, кај ќе туриме лулката кој ќе се роди детево? Мене онде у ќошот ќе туриме. А дошол свекорот, ќе закачал Теслата тука, у ќошот. И овие почнали да плачат. Абе, зошто плачеш? Ами зошто тука детето ќе го закачиме лулката, ќе падне Теслата, ќе ни го тепа. И он тога е рекло, будали. Синко Петко нероден го капа му шиете. Нека се роди прво синот, после ќе видиме кај ќе спие. Ќе одам, рекол, по светот, ако најдам побудали, ќе се вратам. Ако не најдам побудали од вас, не идам веќе. Како ќе ви даде Господ, така живејте. И тргнал, оде, кога гледа пред една куќа, едно магаре, се собрали 10 души, сакаат да окачат на куќата. Имало трава, да опасе травата магарето. И овој дошол тука, рекол, шо правите, пријатели, еве, рече, се мачиме цел да не дава магаре да окачиме, ама не можеме никако. Дајте, рече, еден срп, ја сам те окачам. Ве, како сам те окачаш? Сам те окачам. И кога го зел српот, се качил се на лесица, ја ожнал травата, му врлил на магарето е изело. Ете, рече, магарето го качив таму. И си тргнал понатаке. Кога гледа понатаке, една невеста, време овој ќе се буни, ќе врне, собира ораси. Зел една вила со 4 рогови и ги збира орасите. Ораси ви паѓа. Дај, рече, снao една лопата ја да ти помогнам малку побрго да ги собереме. И која со лопатата ги собрала, фала ти чичко, ги покрил орасите и да врнее. Кога оди понатаке, гледа една невеста на свадба пред црквата, полно народ, ама сите замислени. Невестава не азбира вратава, црквава. Абе, шо е, рече, работава? Рече, шо е? Едни викаат нозите да ги подсечеме, други викаат главата да ја пресечеме. Како ќе биде невеста ни глава, ни нози? Едно време, он отишло, ја удрил по глава, ја наведнала главата и влегла у црквата. Чичко, рече, ќе си однесеме невестата читава. Нема да ни биде или без нози, или без глава. Од тука пат тргнал понатака, оди кога гледа една жена и врзуе на една свиња, ѓердан на гушата со пари. И мота околу стомахот басма и една торта одгоре и врзу и вика, кај ќе ја праќаш свињава? Ќе ја праќам, рече, другото село, кума да крштева дете. Ме рече, ја натака ќе одам. Ај, заедно ќе одиме со кумата. Си ја зел свињата, си ја дотерал дома, си јали цело зимо. Отпросите народ. Рече, имате късмет со мене да живеете, најдов многу попрости од вас. Приказните на баба Солунка.